Оваа реформа е од пресудна важност. Нема време за губење, бидејќи сега сме во една ситуација во која ниту парламентот, кој вообичајно би требал да действува, да делува на предлозите на Уставниот суд, ниту пак владата презеле нешто. Постои висок ризик дека сите ќе бидат ослободени. Го сакаме ли тоа? Како е биле резултатите од таа инерција? Никој тоа не го сака. Укинувачка одлука би направила уште поголема штета од штетата што ја направија пратениците носејќи ги тие измени и дополнување на кривичниот законник. Значи, дента кога ја донесовме одлуката во февруари на пресконференција кажав дека Собранието направи непоправлива штета на правната држава и на владењето на правото во нашата историја. И се уште стојам на тој став. Поништувачка одлука, особено од нејзиниот формален аспект, би значело, според моето толкување, можност да ги вратиме во сила предходното правно правило, односно 353 пред измените. И третата опција беше да се донесе одлука, укинувачка или поништувачка со одлежен правен ефект. Значи да се даде уште една последна шанса на Собранието да ги направи неопходните измени во согласност со правните стојалишта во нашата одлука. Морам да нагласам дека како председател на Уставниот суд сум горд на таа одлука. Станува збор за, според моите видувања, историска одлука.